Со доктор Ален Јовчевски, дигестивен хирург во Аџибадем Систина, денеска зборуваме за хирургијата како начин за намалување на вишок од килограми. Докторе, добар ден и добре дојдовте во студиото на Телма. Доктор, најдов и поздрав да сте гледачи. Го слушавте и пред малку разговорот што се одвиваше во студиото. Ивона појасни каква беше незината приказна. Вие кому ја препорачувате баријатриската операција за намалување на желудникот како начин за губење на вишок од килограми? Дали се тоа пациенти со прекумерна тежина кои што испробале се и не успеале по својата намера? Дали се тоа лица кои што имаат некакви коморбидитети, односно болести? Кому препорачувате? Пред се баријатричка хирургија дел од лекувањето на пациенти со прекумерна тежина, бидејќи тоа како и секое современо лекување на болестите е со специјалисти од повеќе специјалности, така што баријатричка хирургија останува за пациенти кои што поминале одреден, да кажеме, период со желба за намалување на својата тежина преку вежбање, преку диети, во тоа не успеале. При тоа имаат одредени параметри кои што треба да се запишат, како што е body mass index. Значи имаме пациент, нормалниот body mass index е од 18,5 до 24,9 до 25, тоа е нормално, додека пак пациентите кои што спаѓаат во група кандидати се со екстремен обезитет, значи екстремна дебелина, тоа се над 40 body mass index, и пациенти кои што се со големина body mass index од 35 до 40, меѓутоа имаат и придружен коморбидитет, како што е присуство на диабет, тип 2 диабет, слип апнеа, потоа имаме покачен притисок, стеатоза на црн дроб и друг тип на заболување кои што може да се појават како последица на самата прекумерна дебелина. Значи никогаш не е хирургијата прв избор за решавање на проблемот со прекумерната тежина? Хирургијата доаѓа како обзир кога ќе пациентот има желба, меѓутоа и покрај сите напори кои што ги спроведува, значи водејќи некаков здрав живот или пак се применува се што може да се примени, значи во смисла на вежбање, меѓутоа не може да постигне успех, во тој случај доаѓа хирургија. Сега разговараме за пациенти со над 40 body mass index, тоа е се луѓе кои што се со голем, се планини да се луѓе, значи тоа се по 200 кила и повеќе луѓе кои што имаат сериозни здравствени проблеми, кои што не може да се движат, значи во таа група на пациенти, значи да кажеме тешко да ќе може да го исполнат условот за да може да вежбаат или да намалат со храна. Така. Но овие операции не се без ризици. Какви компликации може да доведат? Може ли тие да бидат животозагрозувачки? Хирургијата, баријатричка хирургија, како и секоја друга интервенција, може да има своји ризици и компликации. Ризиците се нормално влегуваме со пациент кој што е со претходно оштетен, значи како од самата прекумерна тежина, така и од коморбидитет, како што кажавме, кардиоваскуларна, респираторни, дигестивна проблематика. Така да во одреден момент може да доведат и, да кажеме, како рани постоперативни компликации во смисла на основните крварење, инфекција на местото каде што би се работело најчесто на кожата. Потоа имаме значи ова се непокретни пациенти кои што долго време не биле подвижни, кај нив опасноста од длабока венска тромбоза и венски пулмонален емболизм, кој што е сериозна и животозагрозувачка состојба и може да доведе и до прерана смрт на пациентот. Потоа, значи, компликации во смисла на дехистенција, односно протекување на местото каде што е желудникот работен, значи внатре во самиот организам. Проблеми со дишењето и така. А што доколку пациентот и понатаму продолжи да јаде голема количина на храна? Бидејќи некои јадат компулсивно, да, постоперативно. Дали тоа може биде ризик? Сега, у принцип, крупните луѓе се малку снодливи, значи после доколку ние на група на пациенти кои што решиле да ослабат, меѓутоа не до крај, имаме измрдување, значи ако имаме да треба да зима течна храна постоперативно, пие неколку литра кола, пример. Млеко со литри. Така да имаме и течна храна која што може да се, да кажеме, гледате, една чаша, пола сат и така цел ден и така секој ден. Така да Значи, сепак треба прво тоа да се реши.
Треба да се реши пред операцијата треба да се реши пациентот дека сигурно ќе се придржува до промените во прехранбените навици. Во навици. Австрија они значи работата му сериозно е еден центар кој што е во Виена, кој што е за баријатрична хирургија. Пациентот значи речиси не го оперира додека не стигне сам до сала. Значи до таа треба да докажат всушност дека може да има ословат. желба и сака да направи целата таа, затоа што пак ќе кажам сериозна секоја медицинска интервенција, хируршка операција е сериозна работа. Меѓутоа ова е со повеќе ризик да кажеме него лека и другите типови интервенции заради постоечките проблеми, коморбидитети. Доктор, има 3 основни типови на оваа операција, веројатно има уште повеќе, но ние ги издвоивме гастричниот бајпас, слив, односно ракав стеснување и со прстен. И сега ќе можеме тука да ги погледнеме и сликите и вие да ги искоментирате. Да. Еве, ги имаме и тука позади на видеобимот. Ова првото е всушност со тоа е гастрик бендинг, тоа е процедура, значи се ставање на силиконски прстен, условно речено, силиконски прстен кој што се аплицира лапароскопски или отворено, зависи од пристапот како ќе се влезе во стомакот, во горниот дел на стомакот и тој предизвикува стегање желудникот како песочен часовник буквално во два дела. Горниот помал и долниот поголем. Со тоа што тој е прилагодлив и затоа се вика adjustable gastric band, кој што има резервоар од надвор кој што може да се полни со одредена количина на течност. Каде се наоѓа тој резервоар? Под кожа. Под кожата? Значи под кожа има црево кое што излегува и се става под кожата. И пациентот мануелно го... Не, пациентот не. Мислам дека тоа лекарот може да со тек на време и пациентот ако да кажеме помине полуг временски период со овој тип на имплант. И сега идејата е дека со него се создава два, да кажеме, дела од желудникот горе, каде што храната доаѓа и се предизвикува побрзо, значи се создава ефект на побрзо исполнување и ситост, ефект на ситост. Тоа е реверзибилна состојба, значи каде што може тој имплант утре да се извади без никакви проблеми да се настави желудникот да се врати во првобитната состојба. Меѓутоа неговите ефекти почувајќи од 2011 кога првпат е почето да се работи, па до ден денеска се многу послаби во однос на другите останатите типови на интервенции. Следното е гастричен бајпас, тоа е всушност... Па ќе кажам сливот. Ајде право. Сливот, добро. Сливот е таа е последната, третата. Да, таа е последната или третата, затоа што тој тип на ресекција е како ракав. Како ракав, буквално. Значи се влегува исто отворено лапароскопски, најчесто лапароскопски, денешно време и со роботска хирургија и се отстранува, значи ова е трајна интервенција каде што се отстранува речиси 80% од површина на желудникот. Значи ако е он како Значи овој дел што отстранет го вадите сосема се извади комплетно од стомакот и се остава само еден како ракав или може да подобро речено како банана, значи како големина така и во облик, каде што е споен значи хранопровод со 12 стопалача црева, се формира. Желудникот има функција не само да меша и припрема храната за понатамошна дигестија, него и резерварна функција. Он нормално собира од литар, некаде и до 4 литра содржина може да собере во екстремни случаи. Значи вие кратите 80%, што значи дека останува многу мал резерварен дел, така да ефектот на исполнување преку создавање тие хормони кои што се одговорни за чувството за ситост, значи се постигнува со скратување на 80% реков на дел од желудникот. Тоа е и последната, односно средната, да кажеме, слика представува RUNY, Тоа е француска, да кажеме, француска метода која што е за прв пат 90-тите години, а потоа е и почета и лапароскопски, значи околу 2000-та година. Ова операција и во неја имаше направена. Да, ова е. Тука значи се постигнува, да кажеме, некоја комбинација од повеќе типови операции со цел да се, како што гледате, желудникот е одвоен еден дел од него. Тоа е интраоперативно лапароскопски отворен, најчесто лапароскопски, се пресекува желудникот на два дела, од кои што горниот дел, кој што е према хранопроводот, значи се запремина од околу 100 милилитри и на него се надоврзува тенко цревна вијуга, која што потоа значи се пресекува доле и се спојува во облик на буквата Y, затоа се нарекува RY. Се постигна ефект да прво
имаме мал резервоар, тоа е, рековме, 100 мл, кој што директно се дренира во тенкото црево, го заобиколува нормалниот пат кој што би го поминала храната и би предизвикала, значи со тоа се во почетниот дел на тенкото црево се одвива најголем дел од апсорбцијата на јагле-хидрати и на овие хранливи материи, така што имаме чувство на ситост заради преполнетост, намалена апсорбција, заради ова, да кажеме, прескокнување на овој дел на дигестивен тракт кој што е одговорен за ресорбција, со тоа се намалува нивото на шеќер, се намалува внес на калории, се чувствува исполнетост, тоа е од прилика целата. Сега, ново се надврзуваат и различни комбинации, има и поекстремни, некогаш операциите во зависност од тип на, да кажеме, проблематиката може да се вршат и во 2 акта, меѓутоа тоа се комплицирана проблематика. Кој е тоа овие операции дава најдобар резултат? Златен стандард за баријатрична хирургија е Руен Ипсилон, значи гастричен бајпас. Таа е, да кажеме, и најсложена за изведување, затоа што има доста анастомози, гледате, едно пресекување на желудникот, потоа има спој на тенко црево со желудник, па спој црево со црево. Значи, покомплицирана, у принцип, повеќе анастомози, повеќе места за можност за компликации. За разлика од прстенот кој што е релативно едноставен, мада и он има своји компликации и проблеми кои што може да се Значи тука може да се јават компликации кои навидум изгледа поедноставно во споредба со останатите. Во секој случај. А и меѓутоа најдобар ефект до сега докажан е овој тип на хируршка интервенција. Операција кај што се внесува гастричен балон во желудникот? Тоа не е операција, значи тоа е ендоскопска. Тоа го работи интернистите гастроентеролози, значи они влегуваат со ендоскоп во желудникот и таму се надувува балон со различен димензија, различна запремина и кој што го исполнува желудникот и не дозволува буквално ствара чувство на ситост. Идејата е да кога имаме полн желудник, нивото на тој хормон грелин е помало, тој не предизвикува чувство на ситост. Така да самата баријатрична проблематика е да се предизвика на чувство на ситост. Тоа е. Затоа се крати желудникот. Негде е иреверзибилно, негде реверзибилно. Така. Од што зависи каква операција ќе одлучите да му направите на пациентот, дали реверзибилно или иреверзибилно? Важна ли е неговата жилба или вие како доктор одлучувате што е најдобро за неговото здравје? У принцип, значи најдобро, како што кажа и самата пациентка, она операција која што работи лекарот, која што најдобро изврзира, најдобро работи, таа е секогаш најдобрата. Затоа што ќе ги пружи, ќе даде максимален ефект, да кажеме, на целата приказна. Кога јас би се оперил, би сакал втората. Сега, колкава е успешноста на овие операции кај пациентите со прекумерна тежина? Пак ќе кажам, успешноста, доколку помине без никакви проблеми и компликации, успешноста зависи повторно од пациентот, нели, од желбата за негова запонат. Што велат светските статистики? Успеват сите да ја постигнат крајната цел? Спрема статистики, значи, идејата е дека секој пациент неделно ослабува, да кажеме, од пола килограм па до килограм. Значи, ако земеме 52 недели, тоа е 50 на кила па и повеќе. Опишани се 60 до 80 кила. Тоа е сериозен напредок, мислам. Тоа е огромна, кога да изгубите 1/3 од своја маса и со сите можности кои што може да се случат. Меѓутоа, за да се постигне тоа, не е битна операцијата. Битна е да се промени животниот стил, да се внесе умерена, балансирана исхрана, која што содржи, зависи со тип на интервенција, суплементи, електролити и витамини. Некогаш и електролити треба да се земаат? Секогаш треба да се дополнува. Затоа е и потребно е да пациентите доаѓаат на нередовни контроли, да се тоа земаат крвни анализи, да се прати нивниот тек како иде слабењето се мерат. Потоа се препорачува физичка активност. Сега не очекуваме дека они ќе трчат, меѓутоа очекуваме да дадат со желба и да се, да кажеме, посветат на својот проблем. Бидејќи преку прекумерната тежина решаваат и многу други проблеми, да кажеме, коморбидитети кои што би постоеле во себе. Доколку не се придржуваат на сите овие препораки, да речеме кај она операција слив, така наречена, може ли желудникот повторно да се прошири и да си ја постигне некогашната? Не може да се постигне. Некогашниот волумен да го врати. Од страната, да кажеме, може да зголеми до некоја
до некоја, мислам, може да попушти нешто минимално, меѓутоа не. Оно што ќе се отстрани ампутирано не може да се врати, тешко. Ја не сум видел. Не сте сретнале до сега такво нешто. Колку често пациентите треба да прават контроли? И може ли некогаш да има потреба од повторен зафат за корекција? Корекција се зависи, ако у принцип контролите се препишани, секоја куќа си има свој протокол на пратење на пациенти, така што обично е една недела после вадење конци, 10 дена, лаборатории на месец дена, зависи. Тоа е, пак ќе кажам, куќата која што го води и зависи како е самиот протокол. Ке отворите на интернет, има англиски протоколи, американски протоколи, турски, секакви. Идејата е дека треба да се прати бар на месец дена првата година да бидеме во тек. Втората работа беше околу тоа дали треба повторна интервенција. Повторни интервенции треба доколку, значи, одредена метода која што е применета, потребно е да се постигне целосен ефект, поготоа слив ресекцијата, она има своји модификации кои што, да кажеме, дополнуваат ефектот на слабење и значи намалување на тежина. Едната работа можност за операција кога постојат компликации, значи дали се работи за рани или касни компликации. Раните ги кажавме, касните може да бидат, значи, херни, да кажеме, обструкции, разни во дигестивниот тракт кои што би довеле до или несостојба со препред, треба познати во народот и слично, мислам, тоа е. Значи воопшто не се наивни овие зафати и треба добро да се размисли пред да се изведе нешто вакво. И голем ли интересот кај нас? Има ли заинтересирани? Доаѓаат ли оние што се со благо покачена телесна маса, односно како рековте индекс на телесна маса? Што боди индекс, што не го задоволуваат критериумот да бидат оперирани и да инсистираат на таков начин да си го решат проблемот? Има пациенти кои што имаат желба за оперативно лекување, не исполнуваат критериумите и автоматски не се прифаќаат, мислам, нема потреба човек. Треба само да вежба и да намали да умерена исхрана да внесува во себе. Интерес има, како да има пациенти, меѓутоа пак ќе кажам, како што кажа и гостинката, Турција е сериозен центар станува за тој тип на проблематика, така да има интерес. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување и што ни ги појаснивте основните аспекти на овие сложени зафати кои што доведуваат до губење на килограми, кај оние кои што имаат прекумерна тежина, кои што имаат коморбидитети, кои што не можат на поинаков начин да го постигнат посакуваниот резултат. Споменавте, не се наивни интервенциите воопшто и дека се работат кај нас, тоа да не забораваме да кажеме на крајот на кристата, дека сите од овој тип, мислам, двата типа на интервенција како што е слив, гастректомија, слив и проипсилно, што е гастричен байпас и слив ресекција. Кој почесто ја бараат? Како? Кој почесто ја правите, слив или гастричен байпас? Што почесто се прави, имате ли таков увид? Зависи од пациентот, зависи од пациентот. Мислам, во принцип е наједноставно, во принцип е вертикалниот слив, на кажеме, тоа е и за лапароскопски изведување, е малку посложена интервенција, понекогаш изискува повеќе инструменти, се покачува цената, така да си има и проект контра. Скапи се овие операции? Да, скапи се. Се влегува лапароскопски? Не само кај нас. Секаде во светот, така? Секаде во светот и особено сега кога читав литература, и англиската и америкската, мислам, оние, да кажеме, болници кои што работат, напоменуваат дека е сериозна, скапа хирургија. Лапароскопски, да, се работи кај нас и отворено и лапароскопски, меѓутоа предпочитаме да бидат лапароскопски операциите, доколку технички тоа е изводливо до крај, затоа што, пак ќе кажам, се работи за сериозно големи пациенти со голем body mass индекс, огромна тежина. Кои што се ризични за хирургија. Не само што се ризични, него и затоа потребна е операциона сала која што има стол да го поднесе, да поднесе целата тежина. Потребни се инструменти кои што се доволно длабоки за да може да се влези да се работи. Па поти за транспорт предпоставувам од операциона сала до соба, сето тоа е комплицирано. Тоа се изнесува со столот, меѓутоа тој стол треба да издржи, да кажеме, 150, 160, 200 кила, тоа е сериозна тежина и он има душа, нели? Така. Така. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Благодарам и на вас.
за поканата. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Гледајте не секој работен ден по редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути секако на фреквенцијата на телевизија Телма. Пријатно!